А сега е време повторно за гости, за малку поведри теми, поведри содржини. Го поздравувам вториот гостин на нашата Слободанка, воедно и наш и ваш гостин. Станува збор за доктор Нелко Нелковски, претседател на Театарската младина на Македонија. Добро утро. Добро утро. И драго ми е што ќе проговориме за нешто убаво, за нешто мотивирачки, нешто што ќе ја поттикне или можеби покани и помладата публика. Програма за развој на театарската критика во Македонија. Си била критичар на театар? Па на театар не, се уште. Се уште не, добра Суза. Но за тоа ќе зборуваме затоа што можеме да бидеме театарски критичари кога си гледаме театарска представа. Како публика да, но дали имаме право секогаш да носиме критики, такви кои што можеби ние обичната публика не ги разбираме толку добро. Сега ќе дознаеме. Така. Да. Благодарам за најавата и од мене добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Како сте? Одлично. Чувствуваме убаво за да си разговараме за убава тема. Се разбира, во Алфа е секогаш убаво. Благодарам многу. Еве уште еднаш ќе ги поздравиме нашите гледачи, сите љубители на театарот, а знам дека ги има во поголем број. Ќе се согласите дека се повеќе не има во театарот или? Се разбира, да, сега со новите театри, или треба се уште програма. да ги поттикнуваме да доаѓаат? Па секогаш треба, но да, има нов наплив на публика, да. Да. Еве, малку нешто разговаравме сега и на самиот почеток за онаа театарска критика. Меѓутоа сега подлабински ќе навлеземе во оваа тема, затоа што сепак е поопширна. Така е. Не сме само критичари ние како публика, меѓутоа постојат и многу други театарски критичари кои што сега ќе ги наброиме, или пак каква е можноста за да дојдеме до тој момент за да ја слушнеме театарската критика. Ајде нешто повеќе околу тоа. Да, на почеток би ја представил организацијата наша, Театарска младина на Македонија е национална организација која постои веќе 31 година и растеше заедно Тоа се долги години. Тоа се многу долги години, која растеше заедно со растот на државата. Со над реализирани... Ако споредиме со растот на државата, како е растот кај вас? Па добар е. Во однос на тоа одлично. дека се гради нова држава, а дол период е на градење на држава, а една од белезите и меѓународната соработка во областа на театарот, се разбира дека се соочувавме со разни предизвици, на почетокот особено. Затоа и ми е прашањето, така да. е, при етаблирањето на организацијата дома и светот, но да, постои 31 година, имаме реализирано над 50 проекти и вака кога ги сумираме генерално нашите проекти и активности, досега околу 10.000 луѓе поминале низ сите проекти и програми и некаде околу 100.000 луѓе кај нас и во светот ги гледале или на било кој начин биле во комуникација со представите кои поминале. Тоа е навистина една многу голема програма и во таа смисла како се развиваше организацијата, таа стана центар, се зачленуваше во меѓународни организации и стана македонски центар и членка на меѓународната организација на театарски критичари покрај другите и во таа смисла со тек на годините полека се градеше еден пристап и се создаваше една основа за ова денеска што го покренуваме, а тоа е една програма за развој на театарската критика. Еве, тоа ни е насловот, програмата за развој на театарската критика во Македонија. Така е. Сега тука ние имаме 10 точки, кои што се надевам дека ќе успееме да ги раскажеме, еве така да кажам. Меѓутоа јас би започнала сепак малку ќе помешам бројката за театарската критика кај нас публиката. Знаеш ли зошто? Затоа што ние како нација сме големи критичари за се. Буквално, и тоа можеме во секојдневието исто така нели да си го забележиме. Меѓутоа кога станува збор за театарската критика, што е она што и како вие знаете кој како критикувал од публиката и така на некој свој начин се станал театарски критичар? Тоа интуитивно вие точно во центарот погодивте со вашето прашање на суштината. Театарскиот критичар е некој кој го поврзува значењето, контекстот, суштината на она што го гледал со своето обкружување. И тој ја вреднува театарската представа, незината естетика, обрнува внимание на процесот на подготвување на театарската представа и на контекстот и значењето на представата и во амбиентот каде што се создава, во конкретната средина, но и на универзалното значење на тоа што е како сценско уметничко дело. И разликата помеѓу светот кој и по големите театарски центри, каде што има секој ден по неколку премиери, да речеме во
Лондон, Берлин, Њујорк, Токио. Големите метрополи, каде што има по 200-300 театри и помалите средини, како што е нашата, е тоа што таму екзистира професија театарски критичар. Зошто? Бидејќи има многу голема продукција и некои има голема потреба да се оценуваат работите. Од толку многу критичари, барем еден да се каже онак. Не еден, но има многу кои се професионални и се занимаваат само со тоа. Се разбира, нашата средина е помала. Меѓутоа, кога станува збор за театарска представа, колку имаме професионални критичари во моментот? Па, сега не би знаел да кажам професионални, не сум ни сигурен дали во моментот имаше неколку кои сега се во пензија. Во постариот систем, бидејќи имаше во радиото посебна емисија за критика, па имаше така, нашите доени, сега да не спомнувам имиња, не е благодарно, но денеска не сум сигурен дека некој има исклучиво кој живее од театарска критика во нашата земја. И сега, тоа е реалност и тоа треба да се прифати. Главно со театарска критика се занимаваат... Но затоа имаме можности да критикуваме. Се занимаваат сериозни луѓе, професори, луѓе кои се од општеството, научници, новинари и така натаму, се занимаваат и пишуваат критики, но тоа е формалниот сегмент како функционира и како е поставена. Суштинскиот сегмент е дека е многу важно за општеството да има оценка на представите. Некој да ги гледа, да биде едуциран први за тоа, да знае, па не низ филтер, да ги оцени и тоа е многу важно и за самите луѓе кои ја креираат представата, а и за публиката, бидејќи некој вид на човек кој дава ориентација за тоа што се случува во театарот е театарскиот критичар, а и театарската критика како книжевна форма е една форма на дури на посебно, па би рекол и уметничко дело, бидејќи театарскиот критичар е некој кој ги поврзува и дава собствен суд на сето она и го интерпретира сето она што го гледал, и тоа е градбен дел за колективната меморија, бидејќи театарот е уметност на моментот. Тој секој ден се раѓа и умира кога ќе заврши представата, за утре повторно да се роди. И ако нема некој кој ќе го следи тоа континуирано и ќе го бележи, тогаш нема да оставиме многу за историјата. И во таа смисла... Или впечатоци. Па и впечатоци се разбира. И во таа смисла е важна таа работа како општествен феномен да биде присутен и да биде култивиран, организиран и со тоа се занимаваме. Но повторно ќе се не вратиме, ќе се занимаваме со оглед на тоа дека ние знаеме да се бидеме критичари. Сега многу ме интересира дали тоа се критики кои држат, да кажам, место вода или како да народски да се изразам, со оглед на тоа дека знаеме ние и што треба и што не треба, меѓутоа еве вие од вашето искуство досега од публиката дали се реални, сакам да прашам, критиките? Се разбира дека се реални. Театарскиот критичар е некој кој е посветен. Тој се занимава, го следи процесот уште од самиот почеток на подготвување на представата, понекогаш или во комуникација, или пријател, нели, со некој од тимот, па некои театарски критичари одат и на театарските проби, па ја следи премиерата, па одгласот на премиерата и се разбира, многу софистицирано луѓето работат. Знаеме да критикуваме. Апсолутно. Ајде сега да се навратиме на програмата за развој на театарската критика во Македонија. Значи малку попрофесионално, ова се 10 точки кои што ги имаме. Имаме веб страни, имаме социјалните, нормално сега тоа е неизбежно или на социјалните мрежи, исто така да се оформат токму вакви идеи за да се дојде до театарска критика. Потоа ќе ги наброиме сите, ќе ни ги кажете, секој гледач кажавме дека може да е критичар. Меѓутоа ајде малку и за социјалните мрежи, како функционираме со нив и дали се критикува со оглед на тоа дека позадите статурата сите знаат да бидат многу малку погласни и дали сме културни во критиките. Така е. Важно е да се потенцира, забележи дека денеска поминатото време во театар е победа на хуманоста врз техниката. Тоа значи 2 часа да бидеш дисконектиран со мобилниот телефон или не знам со социјалните мрежи, а да бидеш конектиран со себе си и со уметничкото дело. Тоа е високо софистициран исчекор и во таа смисла театарската критика како начин и функционирање ќе биде нешто што нема да може вештачката интелигенција да го направи. Тоа ќе биде една од професиите која ќе биде секогаш уникатна и секогаш живи луѓе ќе ја прават.
държава. И треба да ги тргнеме телефоните на Се разбира. Во таа смисла, во дел од нашата програма е едно комплетно осмислување на целиот екосистем во овие услови, како што ги напоменавме, да се развие театарската критика. Имаме 10 компоненти и таа програма нашата организација како граѓанска, независна, ја покрена, во август ја донесовме и сега е процесот на нејзино реализирање, предвидува 10 компоненти. Првата од нив е создавање на една веб страна која е незината адреса е teatarskakritika.mk, како едно централно место каде што ќе се презентираат театарските критики и од земјата и од светот, но исто така тоа е и нов веб портал кој ќе даде еден комплетен пресек на се што се случува денеска во нашата земја во смисла на театар и што се случува во светот. Една главна информативна точка. И се разбира, има профили на сите социјални мрежи и поврзано е секоја информација која се презентира на веб страната, ќе се презентира и на социјалните мрежи. Така. Освен тоа, покренуваме еден сегмент, бидејќи ние имаме и добро си работат луѓето во нашите едукативни системи за театар, имаме неколку академии, но се уште на ниедна од академиите немаме конкретна професија да едуциран театарски критичар. Имаме театролози, имаме драматурзи. Се очекува дека драматурзите или театролозите би пишувале критики, меѓутоа многу се малку примерите да се зафати било кој од нив тоа да го прави. Некој стручно тоа кој би го правил. И токму затоа ова програма... Па да, покрај другите работи, ние заклучивме дека нема таков прецизен курикулум и во рамките на нашата организација, со професионалците од нашата организација, организираме еден континуирана програма, ќе биде тренинг за нови театарски критичари. Еве во моментов, што е на што можеме да го погледнеме? Да, тоа се некои фотографии од меѓународната организација на театарска критика, конгреси, конференции, каде што сме учествувале и сме ја презентирале нашата земја. Така. Но, како и да е, на овој курс ги покануваме сите кои се заинтересирани, основен е услов да имаат завршено високо образование, да имаат завршено, значи, луѓето, да се пријават и да бидат дел од курсот. Тој ќе биде двомесечен и ќе поминат низ вкупен курикулум за едукација, до едукација за да почнат да се занимаваат со театарска критика. И сега заинтересираните што треба да сторат? Тие треба само да се пријават на театарска младина и да се разбира кога ќе се дојде до определената бројка, ќе биде првиот курс, но не само тоа. Она што е исто така важно е дека театарските критичари, доколку едуцираме што би правеле и каде тие би пишувале. Многу е важно да се обезбеди простор во медиумите за тие да можат да ја пласираат својата критика, и во таа смисла имаме една комплетна втор сегмент од програмата, а тоа е воспоставување комуникација со сите медиуми и тие што ќе ја подпишат нашата конвенција за театарска критика и кодекс, ќе ги прогласиме како медиуми пријатели на театарската критика и на театарот, и овие критичари кои сега ќе се едуцираат нови, ќе можат да ги презентираат своите погледи. Зошто? Бидејќи ние имаме толку широка театар, ако сме мала средина, имаме на разни нивоа театар кој се продуцира. Имаме од професионалните театри, аматерски театри, имаме исто така младински театри, детски драмски студија. Некој од нив никој никогаш не ги третира. Дури не се ни забележува дека направиле представа. Тоа е причината со што сме тука. Одлично. Така да ги поттикнеме, бидејќи нема таков сеопфатен еден пристап се да се регистрира, ние ја правиме оваа програма од моментот кога ќе тргне да се реализира и ќе ги даде своите плодови, секој театарски настан ќе биде сериозно бележ. Знаете како, еве јас потекнувам од Тетово и ние таму си имаме аматерско драмско студио. Кој е одличен. Да, предпоставувам дека знаете, сега зборувам и поаѓам од тоа што знам да сум присуствувала на нивните театарски представи и еве како критичар можам само позитивен да бидам критичар, не дека јас потекнувам од градот, туку тоа е за воодушевување, колку тие се внесуваат и даваат се од себе во театарот, ако ништо друго и со оние хумористични театарски представи кои што ги има да не насмеат до солзи, што се вели, па некогаш можеби ќе заборавиме ако некој нешто сгрешил за да ги искритикуваме. Добро. Јас сега би сакала еве овие точки да ги кажам, па потоа ќе се надополниме со оглед на тоа дека ќе го искористиме пред крај времето. Значи имаме
веб портали. Имаме профили на социјалните мрежи, да не ги набројуваме, тренинг курс, што го споменавме, за нови театарски критичари, медиум, исто така и тоа го споменавме, кој е пријател на театарот, застапување на театарската критика тука кај нас во медиумите. Објасневме и за тоа дека како гледачи сме критичари, институционална поддршка на театарската критика, редовен преглед на театарска критика во земјата и светот, годишник на театарска критика во Македонија, годишна награда за театарска критика, дистрибуција исто така и на списание што се однесува за развојот или вашата програма која е со овие 10, да кажеме, точки. Што не објаснивме да објасним? Да, може. Две или три компоненти се. Првата е компонента. Све апсолутно се разбира, вие сте исклучителни и комплетно ја движите работата на вистински начин. Значи, важно е и општеството да препознае дека театарската критика е важна, во смисла и театрите, и уметниците, тие насушно тоа го сакаат и им е потребно, а исто така и институциите. Министерството за култура и така натаму ние имаме соработка, но таа нели како што се менуваат разни односи е осцилаторна, некогаш има, некогаш нема поддршка, но ние како граѓанска организација функционираме. Важно е општеството да разбере дека оваа дејност е важна и да овозможи општествена проодност на процесите. Освен тоа, нашата организација како членка на Меѓународната организација на театарски критичари, која е организација со 60 годишно искуство во комуникација и членка на системите на УНЕСКО и така натаму, ние добиваме конкретни од таму и различни видови на програми, проекти. Организацијата има на секој 2 години конгреси и конференции и исто така, нешто што е многу важно, има списание кое се вика Critical Stages, значи критика на сцената, кое се објавува 2 пати годишно на планетарно ниво и секогаш се застапени и сегменти од театарската критика, но и определени конкретни теми разработуваат и тоа преку нашиот систем и нашата организација се дистрибуира до сите кои се заинтересирани за театарот. Тоа е еден директен и многу прецизен информатор за тоа што се случува во моментот во светот и тоа преку сабскрибување на нашите страници ќе може да го добиваат комплетно сите кои се заинтересирани за театарската критика, така да и ова во земјата што го правиме и тоа во светот што ќе се прави, во определен момент потребно е да доведе до еден сериозен развој и можеби последниот сегмент е тоа е дека последен сегмент од програмата, кој не го спомнавме, е дека воведуваме и награда за театарска критика. Тоа значи награда за една конкретна критика напишана во текот на годината. Некој се вложил, некој гледал, некој така. И замислете го, нели, моментот што денеска го немаме, ова што ви кажав, па дури некои професионални театарски представи немаат критики, кога вечерва би имало премиера, а кога утре би излегле 30 театарски критики напишани. Какво големо задоволство би било и за луѓето кои ја направиле таа работа и сатисфакција, некој ги оценил, а и за публиката. Се дава внимание и публиката и за оние кои не ја посетиле ќе ја посетат. Точно, и во таа смисла ние на тоа целиме. Во еден момент да имаме следниот ден по премиерата 30 театарски критики, а само да завршиме со како е тоа на Бродвеј. На Бродвеј после премиерата, вечерта има голема забава, каде што доаѓаат сите, целиот тим на театарот, што направил премиера, и се чекаат веднаш информациите од критиките што се напишани, бидејќи критиките се пишуваат во наредниот час и се пуштаат за следниот ден. И автоматски се знае дали и колку е успешно, нели, во таа возбуда. Тоа е блиску до, нели, оскаровските свечености. Зошто да не поработиме малку таков некаков гламур да направиме и кај нас? Да, земја со многу големи таленти што се однесува во актерството, глумата, театарските представи и така натаму. И со 2000 годишна традиција и со 7 антички театри, така да има што и како. Сега пред самиот крај, јас само би сакала да прашам од вашето исто така долгогодишно искуство, дали ние од надвор од Македонија, какви критики до сега сме добивале за нашите театарски представи? Нашите представи добивале одлични театарски критики во разни сегменти, значи за која најмногу дали вака се? Сега не би знаел тоа точно да кажам во моментот, тоа треба да се види во еуфорија која театарска представа имала. Од оние кои биле големи и значајни представи добивале сериозни критики. Неблагородно е да било кој потенционирам, но она што правиме, нели, јас работам и во Македонскиот народен театар, таму едно од работите кои ги работиме како театар, нешто со што непосредно се занимавам, правиме едно списание кое се вика, односно
како билтене, електронско списание МНТ News го испраќаме секој месец за се што се случува во театарот по целиот свет. Во целиот свет. Тоа е многу важно, нели, информациите само ако останат овдека и дома кај нас И не добивате вршат повратни функција. информации? Па да, добиваме повратни информации, добиваме Одлично. од време на време покани за фестивали, интерес некој што соработки. сака да има соработка, некој да гостува. Така да секој треба да се занимава со свое презентирање во светот. Многу ви благодарам. Тука времето ни истече, меѓутоа јас мислам дека опативме се и објаснивме на гледачите, па некој ќе пренесе порака на оние што се заинтересирани за програмата за развој на театарска критика во Македонија. Само што еднаш каде да се обратат, еве, за секој случај да ги... Значи, комплетно сите информации се на веб страната teatarskakritika.mk или на имејлот teatarskakritika@gmail.com. Благодарам, многу успех, па се гледаме со некоја следна тема. Се разбира и се гледаме во театар. Да, секако. Сузе? Одлична можност за љубителите на театарската уметност да добијат некоја информација плюс